Новиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски избран од редовите на СДСМ како решение според договорот од Пржинов, синејќи се телеграма ги известил сите раководни лица дека престануваат да важат сите пренесени овластувања од министрите кои раководеле со МВР до денот на изборот на новите членови на владата, односно до неговиот избор. ВМРО ДПМН оцени дека за неполни 24 часа новиот министер за внатрешни работи Спасовски започнал со спроведување политизација на МВР според партиски насоки. Во реакцијата се наведува дека за 3 одлуки на новиот министер се издадени 3 партиски соопштенија во одбрана на неговата партиска агенда во полицијата. Според ВМРО ДПМН СДСМ веќе покажале како ќе го политизираат МВР од штабот на СДСМ во следните 6 месеци. Со партиско соопштение СДСМ се обиде да го одбрани Спасовски од медиумите кои ја објавија неговата прва одлука на Спасовски како министер да си приграби ново модерно Ауди за свој службен автомобил. Со партиско соопштение СДСМ се обиде да го одбрани Спасовски од медиумите кои објавија дека како министер си обезбедил дипломатски пасош за кој не сакал ниту да се слика како сите смртници, туку наредил опремата за сликање да биде однесена во неговиот кабинет. Со партиско соопштение СДСМ се обиде да го одбрани Спасовски од медиумите и за третата одлука како министер, односно телеграма што беше објавена и со која го разгластил цело МВР, парализирајќи ја полицијата и доведувајќи ја Македонија во опасност, стои во реакцијата на ВМРО ДПМН. Опозицијската СДСМ пак соопшти дека нема никаков хаос во Министерството за внатрешни работи, туку воведување законски ред и обезбедување целосно почитување на законите, транспарентно и одговорно работење на МВР во интерес на граѓаните. Во меѓувреме пак Спасовски денеска со нова телеграма до вработените во МВР се дообјасни. Информирам, стои во дописот, дека истата се однесува на сите пренесени овластувања, освен овластувањата за донесување решенија, други управни акти и документи во управните работи, овластувања за прием и заверување на актите во деловник и уписник и овластувања за ракување со печати и штембили, кои ќе важат до донесување на нови решенија за пренесување на предметните овластувања, се вели во телеграмата што ја објавуваат медиумите. Телеграмата е упатена до раководителите на сите организацијски единици во седиштето на Министерството, Бирето за јавна безбедност, централните полициски служби, сите сектори за внатрешни работи, Управата за безбедност и контраразузнавање и сите сектори во управата. Скопје го празнува 13 ноември, денот на ослободувањето на македонскиот главен град. Овој датум има посебно значење за скопјани низ вековните стремежи за национална слобода. Празникот се одбележа со повеќе културни, хуманитарни и спортски манифестации. На 13 ноември 1944 година борците од 42-та и 50-та народно-ослободителна дивизија на македонската војска и 16-та македонска бригада го ослободуваа Скопје од германската фашистичка окупација. Изминатото денонокие 2897 странски државјани земале потврда за намера за поднесување барање на азил, а вкупно досега издадени се 241.649 потврди. Од нив најбројни се државјаните од Сирија, над 150.000, потоа од Авганистан, над 50.000, околу 20.000 од Ирак, а потврди земали државјани од Пакистан, Иран, Палестина, Сомалија, Бангладеш, Мароко, Конго, Алжир, Либан, Нигерија, како и од други држави. Мобилните тимови од Црвен крст изминатото денонокие на граничниот премин Табановци укажале прва помош на 414 лица, а во Гевгелија на 470. Дистрибуирана е и храна, вода, средства за хигиена. Германија ја продолжи до средината на февруари контролата на границите поради миграцијската криза, соопшти Германското министерство за внатрешни работи. Со оглед на тоа дека нема никаква значителна промена во приливот на мигрантите, контролите на границите ќе бидат продолжени за 3 месеци, се вели во соопштението. Ирачките курдски борци Пешмерга ја презедоа контролата врз центарот на стратешкиот северен ирачки град Синџар. Синџар на север од Ирак, џихадистите од исламиската држава го зазедоа пред повеќе од една година и притоа убија и заробија илјадници јазиди. Либан прогласи денеска ден на жалост по двојниот самоубиствен напад синоќе во кој загинаа 43 лица во јужен Бејрут. Нападите беа извршени досна синоќе во трговски и стамбен кварт, кој се смета за бастион на либанското шиитско движење Хезболах. Одговорноста ја презеде Исламската држава. Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека Русија е подготвена да соработува со Либан во борбата со тероризмот, вклучително и во борбата со групата Исламска држава.